Благодарам, председавач, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Велат, денот по утрото се познава и по првиот амандман, ги изоставамо ние два амандмани договорени, прифатени од председателот Натала Џафери, друго некојаш завидувам, па велам да ги префрлиме нашите амандмани, да ги поднесат некои пратеници од ДУИ или некој од вас, па можеби ќе ги прифатите. Ајде ќе почнам со ред. Во образлагањето на министерот објасни вака дека ги следиме светските трендови и дека кај нас законот не дозволува да се намали цената, оно што е нашето барање во самиот амандман. Почитуван министер, овде во ова собрание каде се не печатат, се штанцаат закони и се проаѓаат, може да се променат законите ако има добра волја. Ако сакате за доброто на граѓаните, може да предложите измени на тој закон. Треба се менуваат законите за доброто на граѓаните, не за доброто на поединци. Затоа што колективното задоволство и колективниот успех е многу побитен фактор одошто полнење на џепови на поединци од владата. Како што кажа моите колеги претходно, сите држави во регионот превземаа мерки за да се намали влијанието на сите светски трендови што велите вие се случуваат. Хрватска ги замрзнала цените, Унгарија ги намалила и така натаму. Кај нас ништо не се прави. Воведовте со текот на времето, всушност воведовте такси, зголемувавте акцизи, со тоа се зголемува цените на сите производи и на прехранбените производи со кои што па се засегнати сите граѓани, вклучително и ние во секојдневието, затоа што потрошувачката кошница цело време се зголемува. И заради вашите нестабилни и нереални економски политики, нашата држава е во економска криза. Во тотален колапс е, но и во економска криза. Автоматски дека ќе поскапат сите сообраќајни превози, без разлика са да не набројувам автобуски со камиони и така натаму. А за жал, вие имавте една изјава, вака са ќе ве цитирам, сте одговорале на новинарско прашање и велите вака: буџетот е креиран врз основа на очекувањата за економските движења на глобално ниво, а посебно на Германија како наш најголем економски партнер. Што е точно и се сложувам. На глобално ниво се очекува следната година да се вратат стапките на раст од предкризното ниво. Растот на глобалната економија во 2021 се очекува да достигне 5,9%, а во 2022 година да изнесува 4,9%, согласно октомвриските проекции на ММФ. За Европската унија проектирана е стапка на раст од 5,1% за 2021 и 4,4% за 2022 година, додека за Германија како наш најзначаен трговски партнер се предвидува раст од 3,1% во 2021 и 4,6% во 2022. Да ве потсетам што ветувавте кога дојдовте на власт, дека до крај на мандатот од 4 години ќе имаме во државата економски раст од 5%. Тоа се ваши ветувања. Ние во ниедна година немаме економски раст од 5%. Па сега пандемијата е крива, Наќе е крив. Што све не е криво? На пандемијата за сите неуспеси ваши, неспособности, вие се вадевте. Зошто? Затоа што кога Европската унија зголемуваше цена за гасификација, па намалуваше цени за енергенси, овдека се зголемуваа. Затоа што, како што кажав, од вашите погрешни економски политики најмногу чувствуваат граѓаните и што правевте всушност. А ве предупредувавме не само ние. Ајде, ние не можеме да бидеме експерти во секоја тема, ама ве предупредуваа и овдека и на јавни расправи, но ве предупредуваа и експерти во јавноста. Така велеа експертите за намалувањето на ДДВ-то за струјата дека е предизборен трик. Вие не слушавте. Дека ќе нанесе поголеми штети во енергетиката, не слушавте. Дека е привремено решение, не прифаќавте. Дека поголема дупка во буџетот ќе се отвори, и еве дупката во буџетот. Нова еколошка такса за бензините и дизелот пробавте да внесете. И цело време се зголемува давачките кон граѓаните. Во 2020 година се поскапи 7,4 струјата проценти, во 2018 потикнавте измени на Законот за енергетика, кога се избегна обврската овде во собрание да се разгледува и усвојува годишниот извештај за регулатор на Комисија на енергетика, па од 2018 разрешивте предвреме
председател на регулаторна комисија, за да ставите свој послушник, значи можело кога се сакало. Значи кога се има личен интерес, се може овде. Ама буквално се може. Како што кажав на почетокот, велите ги следите светските трендови. Никако да ги осетат тие светски трендови граѓаните. Ние по ниеден параметар не живееме светски. Тоа ни го укажуваат граѓаните. И јас еве во името на граѓаните, кои што ме изгласале, кои што ги представувам во собранието, станувам и ви укажувам. И не ви укажувам само јас. Ондека во Уставната сала пред некоја година имавме презентација на извештај на Светска банка. Тогаш вака кажа: 500 до 600 илјади во државата граѓани живеат на работна екзистенција, односно во длабока сиромаштија. Ако пред неколку години 500 до 600 илјади живееле, сега тој број е зголемен. Тогаш укажа дека 50 до 60 илјади млади се невработени. Што направивте за младите? Ништо. Како што кажав, дупките во буџетот вие сами си ги предизвикавте, но за жал последиците си ги чувствуваат граѓаните. Јас искрено сум цврсто убедена дека да не е и буџетот со законски рокови, со временски рокови, дека воопшто нема ни да се посветите на носење на буџетот, затоа што вас не ви се приоритет граѓаните. Вас ви се приоритет проекти што се од интерес на вашата коалиција. Па така, прво, што сте во транс од поразот на локални избори, второ, што сте целосно вака лоцирани, насочени, посветени на оставката на Зоран Заев. Како да во државава нема поголем проблем, најголем проблем е оставката на Зоран Заев, па секакви изјави имаше до сега. Првично тргнавте, вашата коалиција тргна, владата тргна, имавме една дефиниција за вас како влада на селотеп коалиција. Потоа беше на стаклени нозе, а сега е влада на респиратори. И ние немаме 30 дена овдека парламентарно мнозинство во државата, ама најважна е оставката на Зоран Заев. Па Централниот одбор коленичи за да не се откажи така натаму, а најмалце 2 години од оваја говорница токму од тука ви предочував дека треба да имате вонреден конгрес и се изберете нов лидер. И сега не реагирате, го нема Костадин, тука ќе беше војна кога ќе го спомене ова. Интересно ликче беше. Кога јас ви зборував, не зборев од порив и еден вид злоба што вие чувствувате кон Мицковски да го снема, како Мицковски да е најкрив, а во опозиција сме. Не ви зборев од злоба кон Заев да го нема, немам причина зашто Заев да го нема од политичката сцена, окей, нека има, но сочувствував со вас. Ве жалев вас затоа што да не се доведете во ваква ситуација и кога јас ви предочував, вие се љутевте тогаш, ама евеа ситуацијата. Сега дојде. И сега е најважно Зоран Заев да остане на фотејата. Ке ве мола. После катастрофална здравствена криза. Ние имаме влада на респиратори, но имаме и држава на респиратори. Ама знаете ли колку па луѓе се бореат за да застанат, да легнат на респиратори? Зарем до вас не стигаат ургенции од граѓаните дека нема кревети по болниците, дека нема кислород, затоа што верувате дека во здравствениот систем, за жал ја го осетив минатиот месец, откако стана позитивна короната, е тежок хаос. Ние не сме заштитени по основното човеково право, здравието. За друго да не зборувам. Немаме заштитена. Остете ја вакцината. Остете ја вакцината. Тука имаме демагоги и убаво што ги отварате темите. Ако во здравството немаш пријател министер, пријател доктор, те јаде помрачина. Еве ви кажувам искрено, ве јаде помрачина. Зошто? Прво што нема PCR тестови. Дали знаете дека нема PCR тестови? Станува човек позитивен, се јавува и вели треба да се тестирам PCR. Немаме сега PCR, за неколку дена ќе имаме PCR. За неколку дена акутна пневмонија на плуќа и тој нема право да се снима бесплатно со COVID пакетите, туку мора да плаќа баслословни суми со најмалце 1000 денари за снимка на рентген на плуќа, кој има ќе даде, кој не, кој преживе ќе раскажува работава. Србите имате на убава, кој преживи причаче. Баш така. Ако има пари, ќе се лекува. Замислете, 4 или до 5 члено семејство треба во еден момент станува еден позитивен и треба да се исконтролираат сите. Бидејќи нема PCR тестови, има акутна пневмонија заради која што мора да се сними, затоа што веќе има напади на гушење, му се намалува
сатурација и така натаму, и тој мора да се снајде, ако не ќе си трпи или не де Боже, ќе си умира. И вие ми зборувате за вакцини. Па што станува со тие луѓе што прележаат, што имаат без симптоми, што поминаа, што имаат високи антитела? Има сертификат за нив. Дали нешто се превзема? Србија превзема за тоа. Дали овде се превзема нешто што важи 45 дена, а не важи 6 месеци до година дена, што не смеат поради високи антитела да се вакцинираат? И сега вие ќе ми кажувате има вакцини. Кои вакцини, да не беа донациите, ќе немавме ли вакцини? Што зборите? Онаа трик компанијана што беше од Хонг Конг, за таа ми зборувате? Што обезбедивте вие? А бре, Србија инвестираше во анализа на влијанието на вакцините и сега ќе произведува вакцини. Што Македонија направи? Вие ќе се фалите со вакцини. Ајде, ќе ве молам. Ајде, ќе ве молам. На респиратори ја ставивте целата држава. Срамота е. Не прифаќате амандмани и знам, еве, 5-та година сум во собрание, 5 буџети, 5 ребаланси, тоа значи 10 пати поднесени едни исти амандмани. Тоа значи дека не сте ги реализирале ветувањата, односно си ги реализирате, си ги прифаќате амандманите во политички подобни општини. Онаму каде што имате ќар, аер од гласови на избори, таму прифаќате амандмани. Другите не ве интересираат. И ваши функционери го кажуваат тоа на терен. Ваши градоначалници кажуваа, па што ме интересира за таа општина, јас таму немам ќар, немам гласови, ко таму да не живеат вакво граѓани. Ко ние овде што зборуваме сега во името на 7 до 10.000, зависно од која општина ќе дојдеме, колку гласови тежиме, така велат пратениците. А всушност овдека, ако анализирам по достоинството на пратеникот, очигледно некој или воопшто не тежи, а некој, бога ми, тоа многу тежи, дека ние не представуваме одредена група граѓани кои што не гласале. Па во името на достоинството на тие граѓани ние ве повикуваме да изгласате амандмани. Ја што имам лично јас ќар од овој амандман, како дел од граѓаните, да, имам. Ама во името на граѓаните ви ги бараме, не зашто нас ни текнало така, ни светнало, ноќеска ми се сонувало. И вие сега ги одбивате. 5 дена овдека, и знаете што викаат граѓаните? Ма оставете бројки, мене не ме интересира. Тој не значи што значи, многу луѓе не знаат, без да ги навредам граѓаните да не ме сватат погрешно. Не знаат што значи 5% економски раст. Па зошто немаме капитални инвестиции? Немате капитални инвестиции вие од кога сте на власт. 5-та година немате капитални инвестиции кои што од градежништвото да тргнеме, кои што генерираат 20 до 30 гранки понатаму за да имаат раст и развој. Вие немате капитални инвестиции. Нема вработување. Што зборувате вие овдека зголемување на плати кога обичниот граѓанин вели не можеме да го поминеме месецот? Ви кажав, 500 до 600 илјади живеат на работ на сиромаштија. Да, ви благодарам, се надевам ќе се доискажам во репликите. Се извинувам.